Елена е медицинска сестра. По долго размислување, таа неодамна реши да се пресели и побара работа во Германија. Има слушнато дека животот таму дава повеќе можности и сака да си ја испроба сопствената среќа. Таа познава една жена во Минхен која не ја видела подолго време, па реши да стапи во контакт со неа. Здраво, Славица. Овде е Елена. Да, не сме се видели чуле одамна. Мислам дека знаеш зашто те барам, Мими ми го даде бројот. Да, може. Може ќе те барам на видеокол за да ми објасниш подобро. Ајде. Здраво, како си? Здраво, Елена, одамна се не имаме чуено. Како што реков, знаеш зашто те барам. Па баш убаво што ти текнало да ми се јавиш. Јас веќе најдов работа и сега треба да ги средам другите работи. Не знам искрено од кај да почнам, па ми требаш за да ми дадеш некои насоки. Да, супер. Повели, за сите прашања би можела со мене да поразговараш. Јас веќе сум тука 4 години. Во моментов сум малку исплашена и не знам, искрено не знам што ме чека. Па прво да ти кажам дека секој почеток е тежок, меѓутоа нема зашто да се плашиш и да бидеш исплашена. Многу е важно да го познаваш германскиот јазик кога ќе дојдеш тука во Германија на основно ниво, за да можеш подобро да се вклопиш во општеството и во градот. Инаку ако почнеш да го учиш јазикот тука, добро би било да имаш основа до А2 или Б1 или да ги завршиш тука и тие се викаат интеграцијски курсеви. Да, и јас одам на курс. Па што го учиш јазикот? Wie geht es dir heute? Alles gut? Во училница се осеќам посигурно, ама кога всушност треба да излезам надвор и да зборувам, имам малку трема. Јазикот е голема бариера. Мислам дека те разбирам. Да, и ова све ми е јасно, но те молам ако може да ми кажеш подетално за документите. Што се треба јас да направам? Па Елена, да ти кажам дека прва и најважна работа што треба да ја направиш кога ќе дојдеш во Минхен е да направиш Anmeldung или пријава за живење во Kreisverwaltung реферат. Кога веќе си пријавена со адреса на живење, ќе треба да се регистрираш за здравствено осигурување во АОК, тоа е државно осигурување. Најдобро е сите преводи да ги направиш тука, пошто преводите од Македонија не ги признаваат. Сигурно си доживеала културен шок. Кажи ми, што ти беше најразлично, најчудно, најнеобично? Па за животот во Минхен би сакала да ти спомнам неколку работи кои што на почеток беа невообичаени за мене и се разликуваат многу од Македонија. Насекаде постојат, например, велосипедски патеки, каде што треба да си возиш во правилна насока. Доколку возиш во обратна насока, возачите те опоменуваат, а понекогаш може да те застане и полицаец. Велосипедот дури можеш да го оставиш и неврзан. Значи без синџир никој нема да ти го украде. Океј, ова ме радува. Тешко се стекнуваат пријатели, меѓутоа животот е многу брз и многу се работи, така да пријателството останува само за викенд. Сепак, за секого искуството може да биде нели различно, но ти благодарам за сите совети информации кои ми ги даде. Се разбира, Елена, ќе ми биде задоволство пак да се слушнеме. И да знаеш дека ќе те барам повторно наскоро. Кога сакаш барај ме. Се гледаме за брзо. Чус!